Благодарам, председателке. Пред нас е предлог амандман со кој би се обезбедиле средства од 3 милиони денари, чисто да ги подсетиме граѓаните, за изградба детски парк во Мерези, општина Карпош. И се јавив за збор, бидејќи и јас сум жител на општина Карпош. Од таа општина таму сум израснал и таму и ден денес живеам. И верувам дека на колегите од БЕС идејата им била добронамерна, бидејќи се работи за детски парк. Не е битно дали е во Мерези или е во некоја друга населба, сепак кога се работи за детски парк, секогаш тоа побудува убави чувства кај граѓаните и е нешто што навистина ќе биде корисно. Меѓутоа, јас сакам овде заменик министерката во своето излагање образложи зошто се одбива амандманот, бидејќи средствата од каде што се планира да се земат парите, делот од каде што се планира да се земат средствата се предвидени за друго. Колегите од ДУИ и од БЕС спореа околу тоа, околу процедурата и локацијата, а јас би сакал да го фатам третиот аспект од овој амандман, а тоа е каде би отишле парите. Нели зборуваме од каде би требале да се земат парите, зашто се работи со амандман, зборуваме, и јас би сакал да видиме и каде со овој предлог амандман би отишле парите. Со овој предлог амандман 3 милиони денари треба да отидат на располагање на општина Карпош. И тука е мојата скепса и затоа се јавив за збор по овој амандман. Всушност, верувам граѓаните се запознаени, сте запознаени и вие, колеги пратеници, но да се убаво да се подсетиме. Општина Карпош, како што рече еден од колегите, е една од најбогатите општини, или, условно кажано, беше една од најбогатите општини, додека Стефче Јакимовски и администрацијата предводена од ВМРО ДПМН и партијата ГРОМ не ја презадолжи општината со огромна сума на пари. Всушност, човекот кој што, бидејќи зборуваме за детски парк, човекот кој што граѓаните на Карпош го викаат комшија, бидејќи има стан во секоја зграда во општината, тоа е Стефче Јакимовски, всушност и човекот не остави ниту едно зелено просторче каде што би можело, доколку се изгласа овој амандманот, навистина има всушност конкуренци во салата, треба да се вратиме за да можеме да продолжиме да работиме. Амандманот апсолутно. Во суштина, дури и да се одобри овој амандман, во општина Карпош, за жал, не остане ниту една зелена и слободна површина каде што би можел да се изгради овој детски парк, бидејќи локалната самоуправа, повторно ќе кажам, предводена од ВМРО ДПМН и Стефче Јакимовски, буквално го узурпираше целото зеленило и од тука, од самиот почеток, од основата, каде би нашле простор за еден ваков парк, би дошле во ситуација, ќе молам, ќе може да... Би дошле во ситуација каде што и да се одобрат средствата, едноставно во Карпош нема зелена површина повеќе каде што може да се изгради овој парк. Дополнително, она што мене највеќе ме плаши и затоа не би поддржал ваков амандман, иако доаѓам од општина Карпош, е што јас искрено кажано на едно такво малтене злосторничко здружување какво што има во општина Карпош, предводено од ВМРО ДПМН и Стефче Јакимовски, дополнителни 3 милиони денари пари на граѓаните не би им дал на располагање, затоа што сум убеден дека нема да бидат искористени на вистинскиот начин, како што колегите од БЕС предвиделе со овој амандман. Повторно ќе кажам, идејата е одлична, меѓутоа, општината која што треба да ги добие овие пари е максимално корумпирана и компрометирана, предводена од луѓе кои што низ годините успеа да ја презадолжат и од најбогата и најубава општина за живење, да ја направат една од најзадолжените и дополнително да ја направат една од, за жал, општините со најмалку зеленило во градот Скопје. Повторно ќе кажам, таму имаме и, мислам, насекаде ќе имаме локални избори, на 15 октомври најверојатно. Јас сум прилично сигурен и според резултатите од парламентарните избори и според расположението кое што го чувствувам секојдневно помеѓу граѓаните на Карпош, дека таму ќе има една сериозна промена на локалната власт.
ВМРО ДПМН и Стефче Акимовски ќе одат во опозиција и сум убеден дека новиот градоначалник, новата администрација ќе најдат начин и ќе најдат пари како преку средства на општина Карпош да изградат вклучително и детски парк во населбата Нерези. И повторно ќе кажам, мислам дека погрешна ќе биде одлуката доколку оваа комисија изгласа овој амандман да помине, бидејќи 3 милиони денари пари на граѓаните нема да одат во рацете на граѓаните на општина Карпош, ќе одат во џебот на Стефче Акимовски и ВМРО ДПМН од Карпош. Благодарам.